Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, да му благодариме на Бога, мили мои, што и годинава ја дочекавме оваа света четириесетница, а еве со Негова помош стасавме веќе и до нејзината средина. Во третата недела на Светиот и Велик пост, Црквата Божја го изнесува и возвишува пред нас честниот и животворниот крст, изворот на просвештението, чуварот наш непобедлив. Со денешното крстопоклонение, светите оци сакаат да ни го одбележат патот што треба да го изодиме, за да достигнеме спасение и потполно во Бога соединување. Крстот сушност е патоказ на христијанскиот живот. Минатата недела имавме можност преку богословието на Свети Григорий Палама и на Севкупната православна црква да видиме дека целта на нашето суштествување е обожението. Патот пак кон тоа врховно предназначение ни го покажува крстот Христов. Нашето искачување кон небото, мили мои, е крстно. Врвиме по крсен пат, послан со бројни искушенија и страданија. Токму затоа денешното свето Евангелие започна со зборовите на Спасителот, кој вели: кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси душата своја, ќе ја загуби, а кој ја загуби душата своја заради мене и Евангелието, тој ќе ја спаси. Чудни зборови, навидум дури и контрадикторни. Но што значи тоа кој сака да ја спаси душата своја, ќе ја загуби? Да, доколку човек сака да ја зачува за овој свет, за себе си, во егоистична смисла на зборот, за своето себелюбие и себичност, тогаш ќе ја загуби. Тој без друго ќе си ја погуби душата своја, ако не тргне по крстот кој е растната љубов. Оти вистинската љубов неизбежно подразбира крст, само жртва. Господ Христос преку крстот ни го покажа патот на пожртвуваната љубов, која што не знае за егоизам, за користолюбие, која што е долготрпелива, милостива, незавидна, не престаја. Доколку човек сака да се испита себе си до каде стигнал со мерата на оваа крстовоскресна љубов, нека се спореди со зборовите на апостолот Павле од 13-та глава на неговото прво послание до Коринтијаните. Во таа најпозната и најубава химна на љубовта ќе го најде одговорот дали љуби на правилен начин и дали може да се нарече Христов. Единствено оној што го зел крстот свој и се откажал од себе си, тоест од собственото его, може да се нарече вистински христијанин, сведок на Христовата пожртвувана љубов.
Во третата статија од Акатистот на Пресвета Богородица, што ја испеавме во петокот, има еден прекрасен стих кој вели: радувај се, ти си љубов што надминува секаква лоша желба. Пренепорочната владичица Богородица, преку пожртвуваната крсна љубов, достигнала совршенство и потполно обожение. Чистата љубов, мили мои, надминува секакво зло. Оној што ја има неа во своето срце, нема место за болното себелюбие. Таквиот секогаш оди напред во жртва за својот ближен, распнувајќи се за другите. Ете тоа, мили мои, значи да го земеш крстот свој и да го следиш Христа, а не да одиш по желбите на своите страст и желби. Логиката на овој свет вели дека за да ја зачувам душата своја, треба да ја дадам што повеќе задоволства и удобности, да ја овозможам секаков комфорт. Меѓутоа, Христовата логика не размислува така. Според неја, за да ја сочувам душата за вечноста, неопходно е духовно да се распнам, најнапред од љубов кон Бога, а потоа и за сите мои солуѓе. Следствено, за да бидам ученик Христов, треба без роптање, со благодарност, да го понесам крстот свој и да врвам по патот на мојот Спасител. Да станам вистински крстоносец, односно Христоносец. А сите ние имаме по еден свој животен крст. И колку и да се разликуваат нашите животи, сите тие представуваат крст. Секој човек на светот има свој крст, свое страдание. Сите луѓе страдаат, без разлика, што нам ни се чини дека некој страда повеќе, друг помалку. Сепак, доколку се изноцат со вера, со смирение и благодарност, сите тие крстови водат кон истата цел, а тоа е обожението. Па затоа, мили мои, да си ја поставиме пред очи љубовта на Спасителот наш Господ Исус Христос, кој се распна за нас, прегрнувајќи го сиот свет. Секој човек, од Адама па до крајот. Впрочем, од крстот на Голгота се чуја и неговите последни зборови на љубовта. Оче, прости, не знаат што прават. Крстот, значи, представува крајна, совршена љубов. Да го возлюбиме затоа нашиот животен крст. Иако денес живееме во бура од многубројни искушенија, не смееме да очајуваме, затоа што знаеме дека после искушенијата, после страданијата, после крстот, секогаш доаѓа воскресението. Носењето на животниот крст завршува со воскресението и нашето животно течение продолжува во вечност. Така овдешниот живот и вечноста се меѓусебно поврзани со крстот. Доколку овде се трудам со Божја помош да ја достигнам целта која е обожението, односно да се соединувам со Христа преку неговата пожртвувана љубов, да ја живеам таа љубов и да ја давам на моите ближни, тогаш јас, уште од овде,
на земјата, започнувам да ја предвкусувам, да ја освојувам вечноста. Смртта е една привидна појава, бидејќи после Христа таа е само привремена разделба на душата со телото, се до сеопштото воскресение при второто Христово доаѓање, кога Господ повторно ќе го соедини целиот човек. Да му благодариме на Господа, мили мои, што во ова немилосрдно време сепак сме во коработ на спасението во Божјата црква. Оти за жал и покрај допуштените катаклизми, болести и искушенија, гледаме како насекаде по светот има големо отстапништво од Бога. Ретко кај кого може да се види вистинско покаяние за жал. Денес светот воопшто и не мисли на покаяние. Гледате, луѓето се окупирани само со себе си, удавени во собствениот егоизам, затворени во својот комфор и сакаат да ја запазат само душата своја, но не ја чуваат на правилен начин за идниот живот, за обожение за жал. Не ја познаваат суштината на постоењето, не знаат за патот на крсната љубов Христова. Затоа, мили мои, благодарете му на Бога што сте во црквата Негова, во вистинското богопознание, да му благодариме, но истовремено усрдно да го молиме и за сите што се надвор од црквата Господова, та и нив да ги озари Божјата избавителна благодат. Напоредно со тоа да внимаваме над срцата своји, мили мои, да не дозволиме да ни оладат, туку и секојдневно да ја бараме од Христа топлината на љубовта Негова, која што е најголемиот дар и сигурен водител во Царството Небесно. Така не советува и врховниот апостол Петар, кој вели: а пред се имајте постојано љубов помеѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Милиот наш Господ да не благослови со духовни и телесни сили, за да го изодиме и вториот дел од постот и да го дочекаме Великиот петок, да се поклониме на животворното дрво и на него распнатиот наш Христос Бог и со духовен блесок да го видиме и да го доживееме славното и светло Христово воскресение како добри ученици Христови. Амин.